Замисли го денот кога ти легнуваат пари на сметка. Земаш 3000 денари, одиш во маркет, а не можеш да купиш ни основни намирници. Цените скокаат, а твоите пари се топат. Тоа се вика инфлација, а денес ќе ти покажам зошто биткоин е решението. Инфлација е кога цените растат, а твоите пари вредат се помалку. Хиперинфлација кога истото се случува, но со експлозивно темпо. Па да видиме зошто е тоа така. Државата печати пари без никакво покритие. На прв поглед тоа изгледа како решение. Се печати за плати, пензии, долгови, но реалната примена, нивното печатење те осиромашува. Количински земаш повеќе пари, а сепак можеш да купиш се помалку и помалку. Сети се на Југославија пред распаѓањето. Цените се менувале на секој час. Луѓето трчале во маркет затоа што веќе од утре парите не вределе ништо. А со банкнотите од малијарди динари можеле да се купе само леп и млеко. И ова не е некое филмско сценарио. Ова се случувало на нашиот простор пред не повеќе од 35 години. Сигурно се прашувате како државите го кријат овој проблем. Денес државите не печатат со машини. Тие користат обврзници, односно го маскираат својот долг, а сега ќе ви објаснам како. На вести најчесто пласираат наслов како Македонија издаде нова еврообврзница. И тоа звучи како нешто убаво, нели? Но напротив, тоа представува нов долг на државата. И во ваков случај, некој инвеститор купува врзница за 1000 евра, кои државата ги зема како долг, и плаќа 5% годишна камата, односно 50 евра секоја година, и на крајот враќа вкупно 1250 евра по 5 години. И тоа не е ништо страшно, но проблемот е што ако државата нема пари за враќање кога ќе истечат 5 години. И тогаш државата издава нова обврзница за да ја плати старата и постојано се зголемува долгот. И така тоа се движи постојано во круг. Па да ви објаснам како тоа се одразува на секојдневието. Бидејќи долгот постојано расте, цените во државата растат заедно со него. Платите најчесто не го следат истото темпо на зголемување и ние се доведуваме во ситуација кога постојано плаќаме се поскапи сметки, поскапа храна, поскапо гориво и поскапи општи производи. А сега ќе ви објаснам како можеме да се заштитиме од сево ова. Кога парите губат вредност, луѓето бараат начин како да го зачуваат својот капитал, односно нивната куповна моќ. Богатите не чуваат кеш, туку инвестираат во работи што не губат вредност. Тие инвестираат во антиинфлаторни класи на средства кои можеби сте ги сретнали како asset classes, а тоа се средства на кои не им влијае инфлацијата. Постојат 6 вакви класи. Прво е златото, бидејќи тоа е сигурност, не може да се копа бескрајно, а во криза, војна, инфлација секогаш вреди. Потоа се недвижнините, бидејќи земјиштето е ограничено и цените растат затоа што нема бесконечни парцели земји на оваа планета. Наредни се акциите на берза, потоа доаѓаат ретките часовници и ретките автомобили, пример брендови како Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, исто така се произведуваат во ограничена количина, па затоа Rolex од 10.000 евра може да скокне на 15.000 за некои 5 години. Уметничките дела исто така се антиинфлаторни. Например, Пикасо е само еден и невозможно е да се креира ново ремек дело од него. Затоа богатите плаќаат милиони за секоја од неговите слики. И сега доаѓа биткоин. Ке има само 21 милион, односно представува дигитален имот што не се размножува. Овие средства, многу е важно да знаете дека не се само за престиж. Нивната главна предност е ограничената количина, па затоа тие го штитат вашиот капитал. Додека валутите како долар, евро и денар секоја година се печатат во нови количини. Па затоа доларот има изгубено повеќе од 20% од својата куповна моќ во последните 5 години, односно 96% во последните 100. И кој е заклучокот за крај? Кога им дадеме на државите моќ да печатат без лимит, тоа сценарио секогаш завршува лошо. Обврзниците го кријат проблемот, инфлацијата е неизбежна и можеме да се заштитиме само со инвестирање во класи на средства кои се отпорни на инфлација, како биткоин, злато, акции, недвижнини и слично. Ако ти се допадна видео, сподели го за да расшириме едукацијата низ Македонија и коментирај дали би инвестирал во злато или биткоин и зошто би го направил тоа. А во следната епизода ќе зборуваме за потенцијалот на биткоин и дали може да стане лидер за чување на резерви. Се гледаме.